Завршуваме со спорт. Така му доаѓа некако обично вестите завршуваат со информации од спорт, со тоа што овде ќе имаме спорт во живо, ќе зборуваме за турнир во мал фудбал, за вистински мал фудбал, не за оној што се играше по министерствата. Добро утро за Ристо Влахов, добро ни дојдовте во нашето студио. Добро утро. И тоа е спортска активност. Така е. Во канцеларија. Слободанка беше овде кога го слушна последниот гледач. Дали се согласуваш 100% или 113% со него? 120. 120%. Да. Еве јас ќе упатам голем поздрав до нашиот последен гледач, со оглед на тоа дека секогаш не поздравува нас водителките, убав начин на говор и се надевам дека ќе се промени кај останатите и убаво советуваше што е она што треба да се зборува. Да, рече дека заслужуваме медал, но ние сакаме и бенефициран стаж. А многу вина вела дека и бенефициран стаж, па ајде вака малку погласни да видиме. Но добро, како и да е, секој карактер не може, нели, не можеме сите да видиме исти, јас тоа секогаш го велам. Ти благодарам Слободанка со вашиот за најавата, токму така за спортот ќе зборуваме, меѓутоа ова е нешто што се оддава како почит и меморијален турнир Сокол, Оливер Сокол, така. Но нашиот гостин ова утро, Ристо Влахов, штипјанец по потекло, кој живее во Скопје, малку да нагласиме дека не сме сите само од Скопје, Искра. Не знам за кого зборувате вие. За нас двајца. Така да, добро утро и добре ни дојдовте и ќе имаме за што да зборуваме навистина, да споделиме едно долгогодишно, да кажам, долгогодишен меморијален турнир за личноста, за жал кој што го загуби животот во сообраќајна несреќа, а инаку голем навивач, да кажеме, љубител на спортот, поготово на фудбалскиот клуб Вардар, дел од оние навивачи уште од времето на комитите. Нека почива во мир, сепак си една легенда во овој град, во Скопје, и ќе оставам секако на вас повеќе детали да ни кажете, но пред се уште еднаш добро утро. Така, добро утро, благодарност до вас за убавата најава и секако за ова гостување, за да уште еднаш се подсетиме на тоа што во моментов се случува. Тоа е 20-тиот јубилеен турнир во мал фудбал Оливер Соколов Сокол, кој што се одржува секој септември. Веќе започна и е во тек, тука некаде сме на половина од самата организација, од самиот тек на турнирот. Ќе кажам нешто повеќе, нешто подоцна за тоа. Оваа година се одбележува 30 години од трагичното загинување на Оливер Соколов Сокол. Точно на 18 август 1994 година загина во сообраќајна несреќа и од тогаш веќе 20 пат се одржува овој меморијален турнир во сеќавање, во негово сеќавање и се одбележува на некој начин тоа што тој како личност го направил во текот на неговиот живот и покрај тоа што веќе 30 години не е со најблиските, со најдобрите пријатели, сепак... Тоа сакав и да ве прашам, со оглед на тоа дека еве 30 години веќе се организира, се извинувам, овој меморијален турнир. Ајде малку и за кој бил Сокол, да, како лично со оглед на тоа дека е толку почитуван од страна на навивачката група Комити. Човекот кој што е еден од основачите на навивачката група Комити. А знаеме добро дека таму некаде во 1987 година, кога се формираше и навивачката група Комити, кога на некој начин почнуваше да заживува навивањето, односно навивачките групи во Македонија. Од тој момент па се до 1994 година бил еден од основачите и еден од водачите на оваа навивачка група и токму затоа е денес и денес и после 30 години после неговата смрт навивачката група Комити го почитува тоа што го направил Оливер Соколов Сокол, а сите негови пријатели, другари со кои што бил во животот до тој момент се денес дел од самата организација на турнирот и еве веќе 20 пат го организираат овој меморијален турнир во негово сеќавање. Имаше одредени години кога имаше пауза и поради короната и поради други причини, во секој случај да се направи еден континуитет 20 години да се организира една манифестација. Сепак е долг период и треба жртвување. Така, а згора на тоа и од почетокот до денес на некој начин од година на година овој турнир, меморијален турнир, растеше. И како растеше, се изголемуваше и наградниот фонд, и квалитетот на надпревари, и бројот на екипите кои што
учествуваат, така да ако минатата година беше наградниот фонд 1 милион денари, оваа година е над 1 милион и 200 илјади денари. Значи секоја година се зголемува и наградниот фонд затоа што се зголемува и интересот на екипите да учествуваат. Така се стимулираат надпреварувачите. Да, во секој случај е еден од нели. Прво мотивот е да се одбележи турнирот, односно се учествува, престише да се учествува на турнирот, затоа што многу турнири се одржуваат во текот на летните месеци, па и еве и септември. Септември е месец во кој што има неколку турнири кои што се одржуваат и во Скопје и во Македонија, така да Оливер Соколов е турнир кој што од година на година расте и дојде до ова ниво кој што во моментов го има. Јас би сакала сега малку и да кажеме кој се учествува, колку фудбалски, да кажем, екипи се учествуваат, колку до кога ќе трае со оглед на тоа дека веќе започнат овој турнир. Јас морам тука само да напоменам, гледаме во моментов и некои видеа кои што најверојатно се нели од ланските или можеби од сега, не знам. Тоа е од оваа година. Од оваа година, одлично, и можам да забележам дека имаме и посетители, односно и голем број на публика покрај надпреварувачите и фудбалските екипи. Јас само ќе кажам дека вие сте наш колега радиоводител од Спортското радио, сигурно дека ве препознаваат по гласот и токму како радиоводител од Спортско радио сте во делот од оваа организација која е спортска. Така. Јас веднаш да кажам дека и оваа година интересот беше голем за учество на екипите, значи ограничен е бројот на 40 екипи кои што почна да играат надпревари, веќе ги играат надпреварите, така да 40 екипи се поделени во 8 групи по 5 екипи. Тоа е голема бројка. Да. Секој игра со секого во групи, најдобрите 4 екипи од секоја група продолжуваат во 16 финале. Со тоа што оваа година веќе во тек се нели надпреварите, така да уште само неколку дена, значи до сабота е планирано да се одигруваат надпреварите по групи, потоа во недела веќе започнуваат елиминационите надпревари, 16 финале, 8 финале, четврт финале, полуфинале и на крај финалето. Според планот тука некаде меѓу 24 и 26 треба да биде финалниот надпревар, се зависи од временските услови, затоа што овие денови нешто имавме, нели? Имаше еден ден прекин на надпреварите поради дождот, затоа што условите не дозволуваат, а и безбедносно и нели од безбедносни причини не може да се игра на влажен терен да се игра фудбал. Од минатата година има и посебна подлога поставена на игралиштето Сокол во Карпош 1, така да има изголемена безбедност на играчите со самата подлога, но и подобри услови за игра. Што се однесува до наградниот фонд, да кажам и тоа дека првото место екипата која што ќе го освои првото место добива парична награда од 500.000 денари. Второто место добива награда од 250.000 денари, трето место 120.000 денари и четвртото место добива исто така парична награда од 60.000 денари. Се доделуваат и индивидуални награди за најдобар играч, за најдобар голман, за најдобар млад фудбалер, значи на некој начин се потикнуваат сите тие да дадат максимум при играњето, но она што исто така е многу важно да се напомене дека и оваа година, како и минатите години, имаме екипи кои што доаѓаат од другите градови од Македонија, 9 градови од Македонија. Што значи дека учество може да земат и од останатите градови низ Македонија? Дали од секогаш било така или? Па од секогаш, отворено е за сите екипи кои што сакаат да учествуваат, не е проблем да се пријават. Единственото сега од кои градови имаме екипи, ме интересира? Мислам дека имаше од Охрид, од Куманово, од Велес и други градови од Македонија. Единствениот проблем може би е патувањето на екипите кои што треба да дојдат, ама сето тоа се прави со тоа што... Но тоа е една убава спортска дружба и да се одбележи, да се даде почит токму на големиот навивач, еден од, како што кажавме, оние кои го создале, да кажеме, навивачкиот клуб Комити. Ме интересира кога зборуваме вака за фудбалските екипи. Сега, кој се учествува односно во фудбалска една екипа? Дали имаме професионални фудбалери, дали имаме оние кои што се љубители на фудбалот, па знаат да го играат и слично? Кој се може да учествува? Како се формираат тие фудбалски екипи во вакви турнири? Секоја екипа има право да се пријави своји играчи, кои што доаѓаат и се пријавени, тоа се 10 играчи, од секоја екипа пријавува 10 играчи.
со тоа што тука нема никакво ограничување во смисла или може да играат и фудбалери кои што играат и во футсал првенството, затоа што има и многу такви кои што имаат и искуство во футсал првенството, има дели активни репрезентативци, има и поранешни репрезентативци, има многу кои што се промовирале преку учество на екипите, и затоа што да бидеме реални, можеби некој не игра во некоја екипа, но игра со друштво, во балони, од сите терени кои што има возможуваат за играње на фудбал. Така да сите тие играат активно, односно си играат активно фудбал во текот на целата година и кога ќе дојде ред играат и на турнир. Инаку, она што сакам да го напоменам, тоа е нешто што можеби порано го имаше, сега го немаме толку во таков интензитет, тоа е малската дружба, односно малското дружење, кој што сигурно дека на некои генерации кои што се поранешни генерации многу им фали тоа. Верувам. Да, и сега многу е важно кога ќе се дојде, кога ќе се игра, рековте, има голем број на публика која што го следи надпреварот, например. Па да, се забележуваше, да. Само чисто само како една илустрација да кажам дека отварањето на турнирот и надпреварот кој што го одигра легендите на Вардар преку видеострим во лајв го гледаа преку 10.000 луѓе. Значи во тој период од некаде околу 1 час 10.000 луѓе го гледаа тој надпревар преку лајв стрим. Значи буквално ќе кажам дека интерес има голем и згора на тоа и на тие кои што живеат во општина Карпош и кои што гравитираат во општина Карпош. Да, тука се играат надпреварите. Токму затоа и самата општина како општина и градоначалникот и општината даваат голем придонес во самата организација, го помагаат организацијата на турнирот. Тука се секако и Фудбалската федерација на Македонија и Министерството за спорт кои што даваат свој придонес за самата организација, затоа што без помошта на... Тоа значи дека Министерството за спорт веќе започна со својата работа. Така. Значи, буквално без помошта на одредени институции, без помошта на спонзори, без помошта на сето тоа, значи не може да се дојде до еден ваков награден фонд кој што на некој начин ги привлекува екипите да учествуваат и да бидат дел од овој турнир. Но и убаво да се даде награда, зошто да не, нели? Така е. Ме интересира кога зборуваме еве за навивачките групи, нели, кои се создавале еве во минатите години. Еден од создавачите нели е Оливер Соколов Сокол, и низ градовите во Македонија, ако ништо друго јас еве знам дека од Тетово се војводи во штип како бе Фалангата, Гемиџи и така натаму. Се создава фудбалски екипи, како се создавале екипите, така и навивачките групи. Навивачката група Комити, кој е и нивното својство во сето ова, во овој меморијален турнир? Дали се тие тука, дали исто така навиваат, имаше и во текот на изминативе години имаше и екипи кои што беа од навивачката група Комити, кои што беа дел од турнирот, но во секој случај исто голем придонес на дербито кое што беше помеѓу Вардар и Пелистер, исто така му се одаде голема почит. Тоа беше, ми се чини дека, ако не се лажам, неколку дена на почетокот на месец август беше и почетокот на самото првенство и тогаш беше и надпреварот, така да му се одаде голема почит со еден убав транспарент и со една почит и со едноминутно молчење за Оливер Соколов Сокол, така да на некој начин не се заборава тоа кое што е минато, имаше проблеми со кои што се соочуваше нели навивачката група. Секогаш велам дека за да имаме добра и убава иднина треба да секогаш се сеќаваме на минатото, на убавите моменти од минатото, и токму затоа мислам дека организацијата на еден ваков турнир и воопшто на меморијални турнири е многу важно за развојот и на спортот кај нас во Македонија и воопшто за продолжувањето на една убава традиција. А верувам дека и фудбалските екипи, сега не знам, ке ми кажете вие, можеби функционираат тука и се љубители на фудбалот, и како што кажавме има и професионалци, меѓутоа не споменавме и оние кои што се љубители на фудбалската игра, на фудбалската топка, не споменавме возраста. Сега можеби се некои помлади, можеби некои повозрастни во екипата, и тука нема нели ограничувања. Тука најважно е нели да бидат што е едно така да кажам богатство. Над 18 години да бидат, затоа што навистина нели играат. Може да играат со 45 годишни, да. Тоа не е никако проблем. Предноста на помладите е повеќе може да трчат. Така, да. И да издржат повеќе минути на терен. Она што со ветераните да кажеме.
само да подсетиме дека како дел од турнирот Сокол имаше во текот на изминативе години организација на јуниор куп, односно на еден турнир кој што беше составен дел од турнирот, посебно се одржуваше јуниор куп, Сокол јуниор куп, кој што исто така беше одржуван се со една цел да се стимулираат младите деца. Како да предпоставив дека постои такво нешто, да се стимулираат младите деца за да можат да затоа што има многу кои што немаат доволно години за да учествуваат на сениорскиот турнир, на главниот турнир, но затоа беа дел од тој Сокол јуниор куп кој што беше. Сигурна сум дека има интерес затоа што во Македонија веќе јасно ние знаеме колку има љубители на фудбалот. Затоа нема никаков проблем затоа што многу има детски екипи кои што сакаат да учествуваат и да бидат дел од вакви турнири. Така, еве како искусен во спортот, јас ќе поставам едно прашање до каде сме со фудбалов, еве сега ова последното што ни се случи. Што е она што ние треба да го поправиме според вас? Без разлика, вие како радиоводител, секако дека ги следите сите оние надпревари, имате едно долгогодишно искуство, вашата експресија сега на лицето кажува се, меѓутоа, ајде малку и со зборови. Па, проблемите, односно, фудбалот кај нас во Македонија, тоа е една долга тема која што може да се зборува, јас само ќе кажам на кратко. Така. За да имаме освртеден. За да имаме квалитетен фудбал, прво треба да имаме реални очекувања од тоа што ние го имаме како услови, инфраструктура, кадар, спортски кадар, односно тренерски кадар и сите тие работи. Значи, за да имаме успешно сето тоа треба да се почне од почеток, односно треба да се има инфраструктура. Тие деца кои што почнуваат да тренираат, треба да тренираат во вистински услови, да не тренираат било каде. И да не биде преку врски. Тоа е посебна тема. Да. Значи инфраструктура да има терени каде што ќе играат, значи да се возможи секаде, затоа што навистина е многу трагично кога ние зборуваме дека децата кои што почнуваат да играат фудбал немаат каде да тренираат, а знаеме добро каде. Значи тоа е еден од најгорките проблеми со кои што се еден од главните проблеми е инфраструктурата кај нас во Македонија, значи фудбалски терени и за тренирање, и за играње на фудбал и се. Стручниот кадар кој што секојдневно треба да се едуцира и да имаме се поголем број на тренери, адекватни кои што ќе работат со децата, не само да работат. А ги имаме ли тренерите? Па од година на година се зголемува бројот на тренери, од она што јас го имам како информација, се зголемува бројот на тренерите затоа што имаме и тренерска организација која што работи, се зголемува и присуството на УЕФА инструктори кај нас во Македонија, например, имаат семинари кои што ги работат секогаш за да се зголеми бројот на тренерите, затоа што само на тој начин можеме да успееме да го зголемиме. А и сега ова што сега во моментов се случува кај нас во фудбалот, имаме одредени, да не речам, пикови во настапите на нашата репрезентација, имаме успеси, па падови, па пак успеси. Сето тоа никако да дојдеме до една одредена точка. Сето тоа се должи пред се на еден, за жал, неконтинуитет на нашите фудбалери, на нашите репрезентативци. Можеби некогаш имаме ситуација каде што од 11 фудбалери сме имале 8-9 правотимци во европските екипи каде што играле, некогаш имаме тројца, четворица, некогаш сме имале само двајца, например, кои што биле стандард. Значи, сето тоа има резултат на самата форма на играчите и треба да бидеме некогаш и реални во нашите очекувања, затоа што не можеме да очекуваме дека ќе бидеме најдобри ако нашите играчи не играат во добри клубови, ако не играат, ако немаат минутажа и сето тоа се рефлектира на играта и на репрезентација. На терен кога е заедничко, нели, кога репрезентацијата треба да настапи. Јас мислам дека тука треба да заокружиме разговорот. Многу ми беше драго што можевме нешто за вакво да зборуваме и исто така и да најавиме, тоа е започнато, меѓутоа се уште ќе трае, секако, доколку нешто треба да додадеме. Само на крајот сакам да додадам затоа што е турнирот во текст, така да сите оние кои што сакаат да бидат информирани за тоа што се случува на турнирот, на 20-тиот турнир Оливер Соколов Сокол, може да се информираат и преку социјалните мрежи, Facebook профилот, Instagram профилот и веб страната на Сокол, така да сето тоа може да го следат низ преку социјалните мрежи, за да се информираат и кога се играат надпреварите, секој ден од 18 до 23:30 се играат надпреварите на игралиштето Сокол и од недела почнуваат елиминационите надпревари, тука веќе ќе биде интересно, нема поправен за екипите, така да ќе видиме тогаш
кога ќе се игра и финалето, односно финалните надпревари, се зависи од временските услови кои што ќе ги имаме, какви ќе бидат. Дали од овие, само би сакала уште ова да прашам, од овие мемориални турнири, кога веќе зборуваме за фудбалот во Македонија, произлегуваат и од таму таленти и се забележуваат од страна на некои? Кој што го следи фудбалот, тоа е поентата, тоа е поентата, но за жал кај нас малиот фудбал е мал фудбал, големиот фудбал е сосема нешто друго и ретко се случува да некои играчи кои што играат голем фудбал доаѓаат да играат мал фудбал и обратно. Мојата цел од секогаш била да преку ваквите турнири произлезат кадри, односно играчи кои што еден ден ќе бидат дел од футсал репрезентација. Сега кај нас се случуваше обратна ситуација, футсал репрезентативците доаѓаат да играат на мал фудбал на овој турнир. Но во секој случај никогаш не се знае. Многу благодарам и како наш колега, како што кажав, радиоводител во Спортското радио, посакувам уште многу успеси, уште многу емисии таму и секогаш ги кажуваме спортските резултати што се случува, како се случува од сите можни спортови или само најмногу за фудбалот? Сите спортови кај нас се е застапено. Се е застапено, одлично. Немаме ние ограничување околу фудбал или сите спортови се застапени, така да немаме никаков проблем. Да, го забележувам тоа, но сепак да прашам со тоа дека фудбалот е сепак број еден спорт. Зошто е така? Тоа се уште не можам да го разберам како припадничка на жена. Зависи каде, зависи каде. Зависи каде, добро. Меѓутоа во глобала, нели е така. Благодарам, се гледаме повторно и на некоја друга тема, зошто да не можеби за радиоводителството да зборуваме, како една убава магија, како било некогаш, како е сега. И се, како што кажав, благодарам многу за одвоеното време, па се гледаме повторно.